Почитувани, познато е во јавноста дека од почетокот на кризата, коалицијата Никогаш Северна, само Македонија има активна улога со секојдневно предлагање на мерки во интерес на здравствената, социјалната и економската состојба во државата. Во овој контекст, пред 5 дена, ние во коалицијата Никогаш Северна, само Македонија на пресконференција побаравме од владата веднаш да се обрати за помош во заштитна опрема и стручни лица од Русија и Кина. Ова од причина што кризата со коронавирусот се повеќе се шири, а власта во Република Македонија нема капацитет да се справи со оваа кризна состојба. На синокешната пресконференција, министерот за здравство Венко Филипче рече дека е побарана помош од Кина и дека се очекува одговор преку кинеската амбасада во Скопје. Коалицијата Никогаш Северна, само Македонија ја поздравува одлуката на владата да побара помош од Кина и ние сме убедени дека помошта од Кина ќе дојде. Ја користам приликата да се заблагодарам на власта, иако засега само делумно ја прифати сугестијата на коалицијата Никогаш Северна, само Македонија да се побара помош од Кина, а не и од Русија. Но истовремено ја охрабруваме власта целосно да ја прифати нашата сугестија и веднаш да побара помош и од Русија. Гарантираме дека доколку владата упати барање, помошта ќе дојде и од Русија, бидејќи Русија секогаш помага во болка. Тоа е во националниот карактер на русите. Помошта е секогаш искрена и честна. Свесни сме дека власта е преплашена, бидејќи во Брисел ќе бидат бесни кога во било кој контекст се спомнуваат Русија и Кина. Но сето тоа во овој момент е небитно. Сега е најважно здравјето на народот. Здравјето на луѓето не трпи политички калкулации. Само така ефикасно ќе ги елиминираме последиците од оваа здравствена катастрофа. Коалицијата Никогаш Северна, само Македонија ги прави потребните чекори. На потек е владата. Благодарам.